Цивил медија. Што можам да кажам за Цивил? Тоа е нешто повише од организација, нешто повеќе од работно место. Слободно можам да кажам дека Цивил е како семејство. Можам да кажам дека се гордеам дека бев дел од Цивил, а во текот на мојот ангажман во Цивил, тоа ми беше како втора куќа. Се уште е. И покрај мојата возраст, Цивил ме прифати таков како што бев. Мојот почеток во Цивил беше забавен. Тогаш беше Фридом караван на станите, на кои покрај задачите кои што ги имавме, уживавме на концертите низ цела Македонија. Бев млад, но бев разочаран од се што се случуваше во државава. Мислев дека на никој не му е гајле за обичните луѓе и дека тие никогаш нема да добијат право на збор и дека никој не ги слуша. Во Цивил ми се врати до вербата. Сватив дека секој граѓанин има право и место за да го каже своето мислење и дека Цивил има отворени врати за сите. Во Цивил научив многу работи. Научив да ги гледам работите поинаку. Научив дека некој се бори за правата на обичниот граѓанин и дека секој обичен човек може да биде херој на една приказна. Особено со семинарите и работилниците на граѓанскиот објектив, односно граѓански новинар. Да се фокусираме малку и на човековите права. Права и слободи на човекот, основните критериуми што ја отсликуваат улогата на човекот и граѓанинот во едно општество. Истовремено тие се најасниот показател за карактерот на власта. Колку се понапредени тие, толку повеќе ја стеснуваат можноста на власта за злоупотребите кон правата и слободите на човекот. Република Македонија од 1997 година ја прифатила юрисдикцијата на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, Франција. Човековите права се сметат за прекршени во следниве неколку примери: непризнавање на раса или етничка група, ако жените не бидат третирани како еднакви со мажите, ако религиозни групи не бидат третирани како еднакви со другите, осудување на смрт, ако човекот е продаден или третиран како слуга, гасењето на водата при неплаќање на одредена сметка, непостоење на бесплатно школување, казнувањето на личност без правилно судење, немањето право на глас или политичко представување. Во Македонија не се кршат човековите права. Мал виц. Овие човекови права се кршели и се кршат, но прашањето е колку ние како граѓани тоа ќе го прифатиме и дали ќе се бориме за тоа да не се случува. Политичарите јасно ни е колку се грижат за нас, но ако ние не сме гласни за тие да не слушат за нашите маки, тогаш не можеме да ги правиме нив виновни. Жално е да кажам, но веќе иде крајот на 21 век, а голем број од жителите на оваа држава немат ни основни услови за живот. Како прво, немат вода за пиење, односно немат водовод, а немат ни канализација. Како може некој политичар да го дозволи тоа, да им крши основни права на живот на граѓаните на државава? Без капка срам, кога има избори, секој пат им ветуваат дека ќе им средат водовод и канализација, а потоа локални шерифи од истите партии на овие лажговци идат на различни начини да ги убедат граѓаните дека треба да гласат за одредена партија. Смешно е, но со брашно и зејтин пробуваат да ги откупуваат гласовите на слободните граѓани. Сме сведочиле досега и друга опција на тоа како се обезбедат гласови со закани за бркање од работа или одземање на правото на социјална помош. Па реално да гледаме, нема кршење на човековите права во оваа држава. Овде обичниот граѓанин може да живее како ќе се снајде. Цивил медија.